Смртта на 16-годишната ученичка од Тетовското економско училиште која почина како последици на ковид го зголеми стравот кај средношколците. Денеска со предупредувачки бојкот на наставата побараа по безбедни услови и мерки за заштита. Прво, решавање на проблемот со превозот за учениците од руралните средини кои се возат во преполни автобуси наместо со редуциран капацитет. Второ, се жалат дека и во училиштата мерките не се почитуваат, ниту има доволно средства за дезинфекција, а и тие што ги има, внатре се полни со вода. Само сакамо да го регулира превозот, да има сапуни стајано свеглека, дезинфектори, конкретно свите да иде у школото со маски, и професори и деца, едноставно да не бидеме толку подложни на ризик. Дезинфекционите средства буквално у школово са пунети со вода, што реално не помагаа, така да сакамо и тоа да ни достава у свака училница да има еден убав прибор за хигиена што може да се води, да има дезинфектор, да се проветрува училниците свекогаш, и све тоа. Учениците имаат поддршка и од родителите. Тие, загрижени за здравјето на своите деца, бараат надлежните веднаш да реагираат, во спротивно бојкотот ќе продолжи. Автобусите на Башким тур се преполни, во некои моменти има и преку 200 деца, им паѓаат, им колабираат. Прво тој проблем да се реши, а второто барање е барем овие еден месец или два додека трае пиков, да одат онлайн настава, па кога ќе се створат услови за физичко присуство, да одат со физичко присуство. Нареднава недела ќе одат на училиште. Ама во тие 5 дена, ако не се реши барем едно од нивните барања, од следниот понеделник повторно ќе продолжат со бојкот на настава. На средношколците од економското денеска им се приклучија и учениците од гимназијата со исти барања. Гимназијалците дури бараат и периодов додека состојбата со вирусот е загрижувачка да се префрлат на онлайн настава. Инаку периодов има зголемен број на заразени ученици и неколку паралелки од средните училишта во изолација. Состојбата не е подобра ниту кај основците, каде исто се забележува раст на бројот на заразени.